Здраво на сите, добре дојдовте во моето ново видео. Ова видео ќе биде поразлично од останатите, односно ова ќе биде муабетско видео затоа што поодамна немаме седнато вака за да разговараме воопшто што се случува на каналот и што следи понатаму. Односно на времето вие ги нарекував update vlogs, така да најверојатно ќе го водам уште како така, но битно што се случува во моментов, што следи, ме интересира вашето мислење за сето тоа што во изминатиот период се случува. И имам неколку теми на кои сакам да разговарам со вас и сакам и вие да ми вратите, така да ги имам тука запишал на ливче како теми за да не заборам нешто што сум сакал да кажам. Прво, за 90 секунди. Прашање што е многу често поставувано, 90 секунди сезона 2. Искрено не сакав да ја избрзам, затоа што сакав да биде баш онака како што ја замислував, ама малце пак ја избрзам. Тоа што се случува е дека, ако ме следите на Инстаграм @stefrasho, веќе објавив вчера дека првата епизода од втората сезона на 90 секунди искача луѓе во понеделник во 12:30 часот. Тоа е финално и нема да се менува. Малце е поспецијално од тие што до сега биле, затоа што не е снимана во студио, туку е снимана на друга локација скроз каде што нема воопшто услови за да снимам со грин скрин кој што ги снимам во останатите епизоди. И светлото не е баш најдобро и од тој технички аспект мене воопшто не ја сакам, али нема шанси да ја фрлам во канта и дефинитивно ќе биде објавена како прва епизода од втората сезона, но понатаму можете да очекувате многу по-професионални и на повисоко ниво епизоди, затоа што сакам втората сезона да биде малце над првата. Така да првата не се фаќа толку за првата епизода ако не ви се допаѓа тој технички аспект, ама ви ветувам дека во следните епизоди ќе биде на повисоко ниво тоа што ќе го видите во понеделник. Во понеделник иначе ќе ви откриам само дека не станува за македонска славна личност, туку станува за некоја си друга. Само тоа сакам да ви го откриам, да не бидете дека ништо не сум ви кажал, зашто стварно кјутам и не кажам ништо за втората сезона, а не знаете колку планирам и колку позади мене на компјутерот спремам работи, спремам сосема нова руво на сезоната, нема да изгледа кој што изгледаше до сега. Тоа е вајде за 90 секунди, само тоа ви го кажав, не ми замерувате за првата епизода, ќе искочи, ќе биде таква како што ќе биде после таа епизода ќе биде многу подобро. Ама сакам да објавам, сакам. Исто така за редоследот, не знам како кидат, зашто кажав дека избрзав, не сакам да чекам дури септември за да почнам, зашто сакав да има ако распоред да знаеме секој викенд дека има нова епизода толку саат, например сабота 12:30, секоја сабота 12:30 има нова епизода. Тоа сакав да го постигнам, не успеав, не знам колку сега често ги искачаат. Ама летово ако се поретки, да знаете зашто, без не знаете зашто, али лето е, сите се поодмори, потешко е сета се организира, али ако летово не биде толку чести, да знаете дека ќе целам кон тоа, барем таму крајот на август, септември веќе да фатиме некој континуитет, да фатиме некој редослед за понатака и да оди, да знаете секогаш кога има нова епизода. Толку за 90 секунди, мислам дека више многу се задржав. Следна тема, daily upload. Вајда имате приметено сите до сега, пробувам летово зашто јуни бев многу зафатен, многу зафатен со 1000 настани, со факултети, со приватен живот и со што не. И затоа сакав да барем скоро цел јули, ако не и август, да има daily upload. Не знам дали ќе успеам во тоа, затоа што е стварно многу напорно. Многу е тешко да секој ден снимаш и секој ден едитираш и секој ден следниот ден да има видео, не знаете тоа колку е тешко, кој креира знае. Ама денеска е 11-ти ден како има секој ден ново видео и не знам доколку ќе терам, ама летово ако не секој ден барем би имало на секој втор ден ново видео. Да знаете дека тоа се случува и дека да не ми замерувате ако случајно нека се деси да нема. Ама сакав овие 2 месеци целосно да ви ги подарам, да бидам што е можно поактивен, затоа што го заслужувате тоа, а јас сега имам најмногу време за да ви се посветам. И многу мафтам со рацете, Стефан не прекиди. Следна е бројката на која се наоѓаме моментално. Имаме 37.000 субскрајбери, што мене ми е толку нереално и толку уште не знам како да ви се одолжам, колку и да снимам видеа. Со тоа сакам да кажам дека сум ви најблагодарен на свет и дека почнувам да размислувам и за специјалот за 40.000 субскрајбери. Во моментов немам ништо во глава, така да доколку имате некоја идеја што да биде специјалот за 40.000 субскрајбери,
тогаш напишете ми го тоа во коментари ако ми се допадне, ако мислам дека тоа треба да биде и ако јас мислам дека тоа треба да биде специјално за 40.000 ќе го направам. А исто така за daily upload, ако сакате оставете ми доле дали ви се допаѓа тоа темпо на видео, дали можеби мислите дека брзано или дека на некој видео не му се посветувам доволно. Ако е така, ако мислите дека некој видео не е доволно добро и сакате да имам некое малце повеќе време за да го направам, да ги правам подобри видеа, да кажете ми. Ако сакате секој ден да ставам, ќе продолжам да ставам. Следна тема, Q&A. Q&A не е направено многу долго. И моментално во community табот на YouTube, кој ќе го стиснете мојот канал, кај што се видеос плейлист about, таму има едно community, ако уште го немате, го видено. Стиснете community и таму ќе биде поставено статус или не знам како се вика пост за да поставувате прашања. Можеби ќе оставам и линк доле до тоа. Првиот линк во дескрипција ќе биде тоа за да поставувате прашања за следното Q&A. Имам уште две теми, многу сакам да го направам пократко видео, али ето што толку теми ми се насобрале за да ви кажам, не можам едноставно да го направам кратко и ваѓа пак ќе трае, не знам колку трае до сега. Не е битно. Следно сакам да кажам за фанмейл, нонстоп ми пишувате да снимам фанмейл и крив е IB Production. IB ги има фанмейловите од Струмица, уште од Струмица кога бевме. После Струмица се случи JTMKD шоу, имам фанмейл од JTMKD шоу. Ги чекам IB да ми ги донесе фанмейловите од Струмица, затоа што не ќе отидам од JTMKD шоу да ги снимам пред Струмица, затоа што Струмица е наред. Кога ќе добиам Струмица, најверојатно ќе ги снимам заедно со JTMKD шоу и тоа ќе искочи фанмейл видео, затоа што стварно сакам се што ми праќате и што ми давате, сакам да биде прикажано во видео. Дури и овој минион ќе биде прикажан во тоа видео, тогаш не ќе сега да ви кажам, и тој минион фанмейл Елена од тебе беше, знам и го чувам, ето го позади, фала ти. И последната тема за која сакам да разговарам е уште еден наш серијал што се вика За чудувачки факти. Знам дека тука се поделени мислењата, али мојата конечна одлука е ваква. Пред неколку дена искочи 40-тиот дел на За чудувачки факти, 40 видеа факти. Мојата конечна одлука е дека знам дека има дел од коментари вика дека веќе не им интересно да не снимам затоа што веќе е доста, а јас тој серијал го снимам луѓе уште првиот месец кога започнав да снимам на YouTube, што значи 2 години. Денеска е баш 13 јули кога го снимам видеото, вие го гледате на 14. Денес кога го снимам ово видео, јас правам 2 години од постоењето на мојот канал. 2 години кога го поставив првото видео на канал. И скоро 2 години ете снимам За чудувачки факти. Се сложувам со тие што вика дека е доста, ама исто така се сложувам и со тие што на секое наредно видео факти што ќе искочи, они под него пишуваат дека едва го чекаат следниот дел. Затоа решив да направам некој си вид на компромис и мојата конечна одлука за чудувачки факти е дека За чудувачки факти официјално ќе заврши со својот 50-ти дел. Така да уште 10 видеа ќе има За чудувачки факти и тоа е тоа. Ако некој е тажен за таа одлука, извинете, ама навистина се многу факти и јас ако ставам 10 во видео читам над 100 за да ги бирам кои се најинтересните и имам прочитано илјадници факти, имам објавено многу факти и мислам дека како цел серијал спакуван со 50 дела е стварно многу и нема потреба од повеќе. Ако има потреба понатаму, можеби би го вратил, искрено не верувам, ама ете можеби ќе го вратам во некоја друга форма, во некој сличен серијал, но како и да е За чудувачки факти, како За чудувачки факти завршува на 50 дел. Фала ви премногу за целата поддршка на тој серијал што го доведовте до 40 дела колку што има и до 50 колку што ќе има. Така да тоа е тоа што сакам да зборувам за мојот канал со вас. Сите ваши мислења што ги имате за 90 секунди, за факти, за daily upload, за специјалот за 40.000, за се што сакате да ми кажете, ќе ги читам сите коментари до еден. Кажете ми го вашето мислење, ако сакате имате пишувајте реферати. I don't mind it. Не знам македонски зборам, не ми замерувајте, али стварно пишувајте колку сакате долги коментари, ќе ги читам сите. Фала ви премногу за целата поддршка. Не сакам да биде предолго видео, а ќе биде, затоа се нервирам што зборам толку долго, можеби се вртам цело време едно исто кажувам. Како и да е, ве сака Стефче највише. Фала ви премногу за целата поддршка и ние се гледаме во наредно видео утре. Чао.